Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам дека сте добри. Време во надвор не збудале. Топло ладно, човек да не знае што да прави. Како беше оној стариот виц, русите ја зафркна и климата. Наместо лето ни пратија зима. Токму така, минатава недела повеќе не наникуваше како да влегуваме во нова зима, а не дека се приближува летото. Тоа злобните руси. Изгледа намерно го прават тоа за да му наштетат на СДСМ и Филипче. Нели, они се единствените во Македонија кои се на браникот од лошиот Путин и неговата Русија. Море не ја бранат само Македонија, туку цела Европа. Каква Европа? Целиот свет, од Скопје па се до далечниот Дубај. Директор за инвестиции и менеджмент, а не доктор или неврохирург, фирма сместена во индустријска зона, а не некоја позната болница, извадена во 2023 година, а трае до далечната 2033, досега необјавени документи за златната виза на докторот Венко Филипче, кој Алфа ги доби од свиркачи и ексклузивно ги објавува, покажуваат сосема друга реалност од таа што ја кажа лидерот на СДСМ. Златната виза која вообичаено ја добиваат богати бизнисмени, Филипче ја добил во септември 2023 година, само 7 месеци пред изборите и падот на власта на СДСМ, а му трае цели 10 години. Според она што го пишува во документот со кој Обединетите Арапски Емирати му станаа резервна татковина на лидерот на социјалдемократите, тој требало да работи на престижната функција извршен директор во компанија во познатата економска зона Рас Ал Кајман во Дубај. Што точно работи компанијата нема поратоци, освен дека е комерцијално претпријатие за инвестиции, институции и менеджмент. Лидерот на СДСМ кој во минатото даваше сосем други информации околу златната виза и под кои услови ја добил, повторно воинствено се нафрли врз во Алфа. Прашан во врска со неа, тој не објасни ништо, туку само нервозно не обвини дека сме ме дефокусирале през конференцијата. Доста со дефокус прашања? Како е дефокус? Златна виза. Како има тоа врска со контекстот тука? Престанете со тоа, престанете со тие лажни вести, престанете со тие кампањи. Луѓето имаат реални проблеми овде. Какви се тие златни визи, Дубај, згради, Хариджиновиќ? Престанете со таа кампања. Нека не ви нарачуваат такви прашања. Доста правите ваков дефокус. Ма сами кажете дека имате добиено. Кога ќе го кажа? Директно обвинување од Пред точно една година, кога првично беше објавено дека Филипче и неговиот близок пријател Зоран Заев поседуваат златни визи за Дубај, лидерот на СДСМ првично демантираше дека воопшто ја има, за само 2 недели подоцна да каже дека сепак имал таква виза, но не ја добил затоа што бил полн со пари, туку бил во преговори да работи во болница, таму и врз основа на тоа му дале виза. Според програмата на Обединетите Арапски Емирати, златна виза за долгорочен престој главно добиваат странски државјани кои се подготвени да вложат минимум $280,000 за виза од 5 години или над $500,000 за 10 годишна. Освен инвеститори, виза може да добијат и специјалисти, студенти и истражувачи кои прават значителни инвестиции во земјата, но за таква виза потребно е барање препорака од Емиратското министерство, како и специјално писмо со препорака од Советот на научници или лично од секретаријатот на шејкот, со кое се потврдува дека личноста има добиено медал за академска исклучителност. Значи извршен директор на странска компанија која само е регистрирана во Дубај, која не плаќа данок, може слободно да си го собира профитот, а може да работи или само во рамките на индустриската зона, ама ако сака и надвор од границите. Со други зборови, фирма која може само формално да ја регистрирате во зоната, само формално таму да постои, а да си работи каде сака во светот. Еве, на пример, може би и во Македонија. Според регистерскиот број, што стои на документите на Филипче, лиценцата е издадена за фирма која има странски сопственици и акционери. Кои се тие? Не пишува. За да дознаете во Емиратите кој стои зад некоја фирма е невозможна мисија. Не џабе толку црни пари од секаде ни светот се села таму. Токму поради да го наречеме во наводници дискретноста на властите во Дубај. Називот Неуро пред бројот на лиценцата укажува на тоа дека фирмата може да се занимава со технолошка опрема, која може да е и медицинска, но не мора. Отприлика ова е основот по кој доктор Венко Филипче ја добил златната виза за Обединетите Арапски Емирати. Барем од тоа што може да се провери на интернет, затоа што, како што реков, да добиете официјални одговори од институциите во Дубај за вакви фирми е невозможно. Како што на времето, а мислам дека и се уште е невозможно да се добијат нели податоците од швајцарските банки за богатствата на фашистите. Богатства кои до ден денес се скриени таму. Значи, кои се газдите кои решиле Филипче да им биде извршен директор?
Дали меѓу нив е неговиот близок другар и вториот познат носител на фамозната златна виза Зоран Заев, или дали можеби Филипче лично е еден од сопствениците на фирмата, нема податоци. Тоа може само да нагаѓаме. Друго многу важно е дека на неа не стои дека визата ја добил како истакнат доктор или медицински специјалист, туку ќе вршел функцијата извршен директор. Да, и кај нас има познати доктори што се директори на болници и клиники, но тоа не е заради нивната стручност во медицината, туку пред се поради нивните менаџерски способности. Во условите за добивање на ваква виза, без да го исполните основното барање, од джеб да извадите и покажете еден том пари, значи да ја добиете како специјалист, истакнат доктор, научник и слично. Никаде не стои дека треба да имате менаџерски способности или да се познати извршен директор. А како што е наведено во 10-годишната виза на лидерот на СДСМ, таа е добиена преку само спонзорирање на престојот, независно од работодавач или компанија, што возможува слободно да си живеете и работите во Обединетите Емирати. Тоа елиминира потребата од корпоративен спонзор, значи некој друг да гарантира за вас, некоја фирма или државна институција, или еве на пример болница. Само спонзорирањето овозможува можност да менувате работни места и да започнете сопствен бизнис и да си го собирате профитот. Вакви привилегии за во Дубај главно ги добиваат инвеститори кои треба да покажат половина милион евра на сметка или веројатно во кеш. Но ете, може да ја добијат, како што реков, и луѓе со посебен талент или ретка специјализација, но сигурно не како извршен директор. Тоа не верувам дека е ретко. Во светот, позицијата извршен директор главно значи дека тој човек би се занимавал со бизнис, профит, даноци, трошоци и слично, а не доктор специјалист во некоја болница па да оперира. Друго, во лиценцата на Венко Филипче стои дека фирмата е регистрирана во слободната економска зона Рас Ал Каиман, но на нивниот сајт, во делот на успешни приказни, воопшто не стои било каква болница, што не значи дека ете некој нов странски инвеститор, еве на пример од Македонија, не би можел да ја изгради, или самиот да се регистрира таму. А може да регистрира фирма со разни дејности, па ете бидејќи според лиценцата не може да работи во Емиратите, да изгради болницата во друга земја, на пример Македонија, или пак да купи некоја овде готова. Затоа тоа што е важно е дека фирмите со ваква лиценца не смеа да работат на територијата на Емиратите, што ја исклучува можноста да станува збор за некоја позната емиратска болница сместена во Дубај. Немам виза која што е поврзана со инвестиции, немам виза која што е поврзана со недвижнини, немам милијадници евра, немам сметки, немам виза која што е поврзана со милиони авиони, камиони. Со што е поврзано? Како се добива таа виза ако не е врзана со Пред инвестиција? периодот да се кандидирам за председател и за на партијата, односно претходно пратеник, бев во преговори со една болница во Дубај за работа таму. И добро напредуваа преговорите, дури и завршија една форма на валидација на документите, меѓутоа тој процес сега практично е ставен на стендбај. Значи, прво демантираше дека нема виза, па после, откако беше втеран во кеош, мораше да признае дека има. А клучно во тоа признание е реченицата, како што слушнавте, бев во преговори со една болница во Дубај за работа таму. Прво едно не ми е јасно. Кој тоа побогу ви дава виза, и тоа 10 годишна, само затоа што преговарате? Валјда веќе треба да сте договорени за да почне процедура за издавање виза. Не е тоа правило само за Емиратите, тоа е за секаде во светот. Еве ние како македонци многу добро знаеме колку е тешко да се добие виза за било каде, а не пак за Емиратите. И тоа да ви ја дадат само затоа што преговарате. Замислете ви се молам, да отидете во американска или британска амбасада и да побарате да ви дадат обична работна виза, не златна, не на 10 години, не со привилегии за неплаќање данок и слично, туку обична виза само врз основа на тоа што преговарате со некоја си фирма таму. Има тоа документите од глава да ви ги удрат. Второ, за каква болница зборува доктор Филипче? Еве од документите видовме дека станува збор за фирма која според лиценцата, значи таму стои тоа, се занимава со технолошка опрема, а единствено допирнос со медицината е наводно зборот неуро во неа. И то терминот неуро е само предпоставка дека може би станува збор за медицинска опрема. Може да е било што. Во описот исто така јасно стои дека станува збор за, цитирам, комерцијално предпријатие за инвестиции, институции и менеджмент.
Никаде не стои ништо приближно како зборот хоспитал, односно болница, или барем зборот медикал или медицина. И друго, за што преговарал? За доктор да биде? За неврохирург? За специјалист? Па очигледно не, затоа што во документите убаво се гледа дека станува збор за позицијата извршен директор. И што правиме сега, хер Филипче? Знам дека ние тука од Алфа со ваквите прашања ви го реметиме мирот, но што да правиме? Има нешто што се вика јавен интерес. Вие, како поранешен министер, а сега председател на опозицијската партија, и нема да кажам најголемата, затоа што СДСМ одамна не е тоа, и должите на јавноста многу одговори. Како прво, каде тоа во светот има лидер на една опозицијска партија која претендира да дојде на власт, а вие еден ден да станете премиер? Знам дека шансите за такво нешто се минимални. Сепак, каде се видело таков лидер да си има резервна татковина? И тоа не во некоја европска земја, некоја земја позната по демократијата, туку во Обединетите Арапски Емирати, која освен бизнисмени, како што знаеме, е прибежиште и за разноразни криминалци. Земја која важи за едните каде се движи протокот на црните пари, земја која не бара потекло на парите и најважно за вас веројатно, земја од која речиси е невозможно да се изврши екстрадиција. Патем не џабе еден од лидерите на македонските наркокартели, како што знаеме, го избра токму Дубај како свој нов дом. А нашиот ослободител, со сето лице, па уште ни држи пресконференции и држи говори во собрание за некакви си бугарски пасоши, за резервни татковини и слично. Кое лицемерие? И еве веднаш да кажам, ако толку смета ослободителов Филипче дека не треба еден политичар, пратеник, министер или било кој што има јавна функција, да има двојно државјанство, односно ете резервна татковина, што не вметне еден член во новиот закон и побара истото да важи и за златни визи, затоа што бугарски пасош и златна виза е речиси исто, дури можеби е подобро да ја имате визата, затоа што, например, како бугарски државјанин имате еден куп одговорности, а со позлатената виза, колку што може да се види, човек е отслободен од се и се што, па дури од плаќање данок. Не треба да покаже потекло на пари и повторно ќе кажам, Бугарија врши екстрадиција, Емиратите не. Всушност и тие вршат некаков вид на екстрадиција, ама процедурата е толку сложена што треба да сте некој серијски убица или слично. Друга работа. Како поранешен министер, пратеник и председател на опозицијска партија, должите еден тон одговори околу невистиностите или народски кажано лагите кои ги имате кажано во врска со оваа фамозна виза. Па нели визата ви била дадена затоа што сте требало да работите како доктор специјалист во Дубај? Како тоа сега испадна дека не било за доктор, туку за извршен директор? И тоа на фирма во индустријска зона, која се занимава, според документите видовме, со инвестиции, институции, менеджмент, а не некоја позната болница. Како тоа златната виза за Дубај ја добивте отприлике во исто време како и вашиот поранешен другар и екс-лидер на СДСМ Зоран Заев, што и тој да не бил во преговори со некоја болница. И клучното, кој е собственик на фамозната фирма во индустријската зона? Дали вие лично имате удел во неа, не знам. Ако имате, од каде ви се парите? Ако си имав предвид дека како доктор во Македонија, па дури неврохирург, тешко дека може да се заработи толкава сума на пари за да ве позлати емирот од Дубај. Дали фирмата е можеби во собственост на вашиот другар Зоран Заев? Македонската јавност има право да знае дали се точни сите оние шпекулации кои се шират дека ете Заев имал големи бизниси таму. Се споменуваат нели изградба на згради и што се не. И дека Филипче бил дел од таа бизнис шема. И кога зборуваме за болници, мора да се одговори и на уште едно друго прашање. Политички притисок или бизнес интереси. Поранешниот премиер Зоран Заев и екс-министерот за здравство Венко Филипче, актуелен лидер на СДСМ, во периодот на ковид пандемијата барале начин како да дојдат до сопствеништвото на приватната болница Жан Митрев. Ова го тврди познатиот кардиохирург и собственик на болницата во емисијата на Алфа вечерното шоу на Богдан Илиевски. Според изнесеното во телевизиското гостување, тоа се случувало во екот на судската хајка против Жан Митрев, обвинет за наводни измами при лекување пациенти заболени од корона. Че ми потврдувате дека имало заинтересираност Зоран Заев и Венко Филипче да најдат пат до собствеништво на вашата клиника? Види, тоа требаше други да ме прашат, кои... Никој не ве прашал до сега? Не. Ја имам честа за жал. Бидејќи јас не сум истражен орган. Значи, имаше реални контакти, такви, и на писмено, не само на вака. И на писмено. Така да.
Понатаму доктор Митрев тврди дека на заинтересираните за преземање удели во болницата им објаснил дека биле замрзнати неговата лична сметка и сметката на болницата, а обвинителството ставило забрана и за продажба на удели. Па како подкрепа за неговите тврдења го посочува моментот кога после една недела се случило чудо. Сметките останале замрзнати, но забраната за продавање удели била симната. Јас викам, добро, тоа е се уред. Меѓутоа, викам, јас имам, покрај тоа што е блокирана болницата, имам и забрана да продавам удели. И тогаш се случува магијата. Настана мала, да речеме, забуна, чудење, забуна. После, сега точно не знам колку време, дали беше недела дена, дојде ново решение од обвинителство. Да, не, мислим, може би е чудно, меѓутоа дојде од обвинителство ново решение, кај што болницата е блокирана, мојата сметка лична е блокирана, а се ослободува болницата, има и може да се продават удели. Овие тврдења отвораат сериозни прашања. Дали здравствениот систем бил злоупотребуван за политички и бизнис интереси? Дали судските процеси врз клиниката биле користени како средство за притисок? И дали приватниот сектор бил цел на организирани обиди за преземање? Далеко од тоа дека тврдам дека мистериозната фирма со предзнак Неуро во Дубај има некаква поврзаност со случајот на Жан Митрев. Но некако многу работи се случуваат за да се биде чиста коинциденција. Нападот на Митрев почна во јули 2022 година по оној фамозен документарец од страна на Сдруженијето на граѓани кои се представуваат како независни истражувачки новинари. Во период кога власта на СДСМ и на ДУИ беше заглавена во афери, односно веќе беше во залез, и кога излезе аферата, нормално, јавноста беше потресена затоа што само што излегувавме од корона кризата и раните од рекордниот број на починати уште не ни беа залечени, па им требаше виновник. Многу мина, уште пак на почетокот сватија дека станува збор за таргетиран удар со кој требаше да се наруши угледот на болницата. Никој не се занимаваше со тоа дека во време на короната, време на министерување на Филипче, имавме рекорден број на мртви, сомнителни набавки на разни ракавици и маски по баснословни суми, договори за вакцини со фирми од Хонг-Конг, чија дејност е трговија со Јужнооврсија, пожари во модуларни болници во кои живини изгореа луѓе и слично. Ама важно, нечиста крв на Жан Митрев стана приоритет за тогашната власт. Не само што стана приоритет, туку докторот заврши на суд. Дури година дена подоцна, во 2023 година, судот пресуди дека нема никакви неправилности. Ама во тој период од година дена, а може би потоа, гледаме по неговото лично сведочење и имало обиди од Заев и Филипче за насилно превземање на болницата. И сега во истата таа 2023, ете Филипче е позлатен од емирот на Дубај. Така што клучното прашање од јавноста на кое Филипче должи одговор е дали може би таа фамозна фирма од Емиратите со предзнак НЕУ, каде требало да биде извршен директор, била вклучена во овој случај, или пак откако не успеал обидот за насилно преживување на Жан Митрев, Филипче желбата и амбицијата да води нова болница ете ја преселил во неговата резервна татковина Обединетите Арапски Емирати. Нели јавна тајна е дека е неостварена желба на Заев и Филипче да имаат болница во Македонија. Не се. И сега, откако Алфа телевизија ексклузивно ги објави деталите од визата, воинствениот лидер на СДСМ не сакаше да одговори на сите недоследности. Од тоа дали е собственик на фирмата, дали визата ја добил со покажување на поголема сума на пари или некој гарантирал за него. Тоа сте со дефокус прашања? Каков е дефокус? Златна виза. Како има тоа врска со контекстот тука? Престанете со тоа, престанете со тие лажни вести, престанете со тие кампањи. Луѓето имаат реални проблеми овде. Какви се тие златни визи, Дубај, згради, Хариџиновиќ? Престанете со таа кампања. Нека не ви нарачуваат такви прашања. Доста правите ваков дефокус. Како беше? Вие од СДСМ сте. Малку паника ве фаќа сега откако вистината за визата излезе на виделина, а? Сега се прашувате што ќе се случува, што ќе одговорите за ширењето на лажни вести и црната кампања против медиумите? Што ќе кажете за нарушување на угледот на Алфа телевизија? Нели вака Филипче се обрати на Алфа телевизија по изборите во Унгарија? Замислете, ви се молам. Спасителот зборува една работа, а вие го прашувате друга. Па уште да сме престанале со лажни вести и со црни кампањи. Луѓето имале реални проблеми овде. Какви биле тие златни визи, Хариџиновиќ и згради во Дубај?
Видете, ние новинарите од Алфа немаме резервни татковини. Ние не бевме на дернекот каков што не се памети на Харис Джиновиќ во ресторанот во Дубај. Така што искрено тешко е деновиве да си Венко Филипче. Освен што партијата ти тоне и ти се распаѓа од како ти ја презеде. Па сега животот уште да ти го комплицира и златната виза за Дубај. Па уште потешко е и поради фактот што го фатија жив дека фамозната 10-годишна виза не е од ефтините, затоа што на неа нели пишува дека е добивање преку само спонзорирање. И тоа како што самата јавност може да провери на сајтовите, тоа чини нели за 10 години колку? $500,000. Видете, да имаше добиено врз основа на неговата лекарска стручност, веројатно никој и немаше да ја спомнува. Што не се буни некој, например, за другите доктори во Македонија кои си имаат свои скапи хобија. Затоа што кај Филипче станува збор за друга приказна. Таму, најголем проблем си предизвика самиот со постојаното менување на изјавите. И сега, кога е фатен на дело, наместо одговор или демант, Филипче и неговата партија влегоа во лов на вештерки и повторно отворија кавга со нас и во својот параноичен стил обвинија дека ова било дело на приватната израелска разузнавачка компанија. Да, одговорот на СДСМ на овој скандал е дека ВМРО ДПМН била во паника што ми ангажирала израелската Black Cube да фабрикува афери преку нас тука во Алфа. Како што најавивме, ангажираа Black Cube приватна разузнавачка компанија Приватен Мосад за нови валкани операции, како што е денешната објава на Алфа телевизија и повторно златни визи. Бадијала ви се Black Cube, фабрикувани афери измислици валканици, се вели во одговорот на СДСМ, објавен неколку часа од како ги објавивме податоците за визата. А не сваќа дека токму ова соопштение на СДСМ е директна потврда на се тоа што објавивме. Затоа што според нив, ова е според СДСМ, ВМРО го ангажирало израелскиот приватен Мосад за да ете преку нас во Алфа вади афери за Филипче. Ниту збор во соопштението за златната виза, ниту збор за фамозната фирма Неуро, фирмата од Дубај, ниту збор за извршниот директор. Според ова нивно соопштение, ако шпионите од приватниот Мосад нас ни дале документи, што е надвор од било каков разум, но еве да е така, значи се што стои во тие документи е вистина. Затоа што вие не спорите со документите, туку се занимавате кој ни подкажал и зошто ни ги дал документите кои ти требало да бидат тајна. Значи не се занимаваат со содржината на објавеното, туку со тоа како тоа излегло во јавноста. Знаете, ова е класично однесување на некој што си ја има мувата на капата, на некој што има што да скрие. Кога ќе го фатат, не се занимаваат со тоа што го фатиле, туку како дознале дека тој е виновникот. Друга работа, што ти е карма? Сега на Филипче и на СДСМ им смета тоа што свиркачи даваат документи, а не им сметаше кога тие дојдаа на власт со ние прислушкување разговори кои нели биле дадени од свиркачи, кои потоа ги направија херои. Само што се сомневам дека тогашните материјали навистина им ги дадоа свиркачи. Тоа прашање е уште отворено. Изгледа тие се навикнати документи да добиваат од странски разузнавачки служби, па мислат сите се исто како и нив. Како и да е. Значи Филипче и СДСМ се фатени во лага. И луѓе, тоа е само првата лага од тој ден кога објавивме приказната. Согласно навременото преземени активности, направената целосна и детална контрола за користење на средствата од ИПАРД програмата е утврдено дека нема неправилности во самите постапки, што значи дека системот функционира, институциите постапуваат одговорно, транспарентно и во интерес на македонските земјоделци. Со ова сакам да ги демантирам и шпекулациите кои што тенденциозно се пласира во јавност од страна на опозицијската партија СДСМ, обвинувајќи дека сака да создадат лажна слика, паника и револт кај македонските земјоделци, тврдејќи дека ИПАРД средствата се блокирани, а земјоделците ќе останат без поддршка. Но денес, по кој знае кој пат, нивните лаги паѓаат повторно во вода. Вистината излезе на виделина. Значи, Европската комисија, не било која, Европската комисија целосно е расчисти дилемата околу ИПАРД фондовите. Утврдија дека нема никакви неправилности во однос на распределбата на парите, утврди дека системот функционира правилно и дека институциите постапувале одговорно и транспарентно. По оваа потврда, парите од овој милионски фонд на Европската Унија си стануваат достапни за македонските земјоделци.
Всушност, Брисел никогаш и не ја блокираше распределбата на парите, туку по скандалот со екс-директорот на платежната агенција Илија Стоилев, кој е осомничен за подкуп, активиран беше националниот механизам кој практично служи за заштита од евентуални злоупотреби на европските пари. Значи, со ова падна во вода уште една лага на СДСМ, чија цел беше само да создаде лажна слика, паника и револт кај македонските земјоделци, тврдејќи дека ете ИПАРД средствата се блокирани и дека земјоделците ќе останат без поддршка. Ајде да се подсетиме што зборуваа. Европската комисија ги прекина сите исплати од ИПАРД програмата поради сериозен корупцијски скандал во кој е приведен директорот на платежната агенција кадар на ВМРО ДПМН. Земјоделците останаа без пари поради корупцијата на власта. Ова е најголемиот корупцијски скандал со европски фондови досега, бидејќи ИПАРД програмата е вредна околу 130 милиони евра. Нема да дозволиме ДПМН да се игра со судбината на земјоделците. Одговорност ќе има. Работата не е завршена. И сега да прашам после ова. Кој пласира лажни вести? Кој тера црни кампањи? Кој крева лажна паника? ВМРО ДПМН, Алфа телевизија, некакви си непостоечки израелски разузнавачи, па изгледа дури и Европската Унија. Или пак пиар тимот на Филипче. Како не им е срам? Малку од малку да имаа образ. После овој демант од Европската комисија ќе излезеа барем со некакво си вешто спакувано соопштение во кое требаше човечки да се извинат. И тоа не на власта, не на нас на новинарите, туку на кутрите земјоделци кои можеби поверуваа во оваа лага. И ајде да се само земјоделците и да се само овие две лаги. Има уште една која е пострашна, која исто така беше разоткриена оваа недела. Премиерот Христијан Мицковски сака да ја негира реалноста, да прикаже поинаку, ама очигледно е дека не може. Вели дека не знае за изјавите на известувачот и европратеник Вајц и дека извештајот е комплетен антипод на она што навистина се случува. Вајц експлицитно вели дека не гледа сериозна посветеност на владата за реформите, особено во делот на владење на правото, со директна оценка дека во последната година не видовме никаков напредок во однос на евроинтеграцијата, ниту пак некаков напредок во делот на реформите. А Вајц само го потврдува тоа што граѓаните секојдневно го чувствуваат. Оваа влада не сака во Европа затоа што сака партиска контрола врз институциите, затоа што сака партиски медиуми, затоа што сака партиско правосудство и затоа што сака државни ресурси кои што ќе бидат користени само за партиски тендери. Mr. Vajc, your interview with Euronews Bulgaria, published a few days ago, sparked significant attention in our country, particularly your statement that Macedonia has made no progress in the reform agenda for the past year. Do you stand by that assessment? I'm asking you because the government claims that this is not true. Well, first of all, this interview was given to a Bulgarian TV station more than 7 weeks ago. I have no idea why it has been published just this week. And it shows the assessment of the momentum at the beginning of March. The government of North Macedonia has delivered last year, and this has also been valued with quite a sum of money. I think it was 76 million euros. You have mentioned that the interview is 7 weeks old. Do you suspect foul play? I think it's not very professional, and we were told differently. I was a bit surprised that it was just published a few days ago. But yes, unfortunately, there seems to be an agenda behind that. Реков јас, не е лесно деновиве да си Венко Филипче. За само една недела во живо да те фатат во 3 лаги не е баш лесно. Како беше онаа фамозната изјава, вистината е како шило. Ке боде, лево, десно, напред, назад, ама на крај ке исплива. Кутар СДСМ. Навистина почнувам да ги жалам што се нема да доживеат од Филипче и оваа постава околу него. Па ваков демант никој нема добиен. Но ајде да ги трнеме на страна лагите во врската со сите овие случаи. Свесни ли се на штетата што ја причинуваат на Македонија со својот однос? Вие да ги зимате изјавите на премиерот, кој се бори да исправи грешката што вие и вашите имате направено, така што ете бара гаранција од Европската Унија дека ќе престанат уцените, а вие од тоа да обвинувате дека владата не сака во Европската Унија. Луѓе, тоа не е анализа, тоа е политичка конструкција, која директно ја подкопува македонската државна позиција. Странците ваквите глупи обвинувања не ги гледаат само како некаква си внатрешна дебата или размена на мислења, туку како слабост,
А од искуство знаеме дека слабоста во дипломатијата не се игнорира, туку се користи, посебно од Бугарија. Во момент кога они настапуваат обединето и консолидирано во однос на нас, Македонија не смее и не може да си дозволи таков луксус како што е ова само подкопување. Зарем Филипче и СДСМ не гледаат дека кога опозицијската партија ја преведува таа предпазливост како откажување од Европа, тоа престанува да биде критика и станува подкопување на националните позиции. Па уште и велат требало да се постигне консензус. Прво, што не бараа консензус бе кога го подпишува Преспанскиот договор, договорот за добрососедство или овој убиствен француски предлог, тогаш не им требаше, така? Второ, консензус не се гради со дисквалификации, туку со согласен став таму каде што е најголем притисокот. А најголем притисок има за уставни измени. Што прави СДСМ тука? Настапува со ставови кои се исти со Софија, а не со Скопје. Така што ова што го прави СДСМ не е повик за единство. Тоа е политичка манипулација која само е спакувана како некаков си на вид загриженост. Истото важи кога и вие, како и вашите непријатели, лажно обвинувате дека нема напредок и дека ништо не се прави. Со тоа само им давате дополнително оружје на своите непријатели. Па еве само погледнете. Имено во европските институции во Брисел веќе десетина дена циркулира некој си бугарски нон-пейпер во кој се изнесуваат бугарските ставови за патот на Македонија кон Европската унија и исполнувањето на обврските. Во документот испратен до амбасадорите на земите членки на ЕУ во Брисел стоело дека актуелната влада во Скопје развила манипулативен наратив во обид да изгради алиби за недостатокот на напредок и да ја префрли одговорноста од себе на надворешни фактори. Во него се вели дека Бугарија постојано изјавува и не постоеле дополнителни услови освен целосното спроведување на ЕУ консензусот од јули 2022 година. Тоа е тој француски предлог. Но истовремено укажува дека нема да се исклучи од процесот на одлучување во текот на преговорите. Па затоа покрај досегашните барања за внесување на бугарите во уставот ги нотира и забелешките за корупција. Според Бугарија, оваа позиција се заснова на постојаните негативни наоди кои биле содржани во последните извештаи на Европската комисија за напредок во процесот на проширување. При што се наведува дека официјална Софија ќе посветила посебно внимание на тоа како се спроведуваат антикорупцијските мерки во Македонија. Нешто познато ви ова? Луѓе, овој нон-пейпер како да е пишуван на Бихачка, а не во Софија. Или може би обратно. Напишана во Софија, а ни се чита секој ден на пресконференции на Бихачка. Значи, ајде да се само критиките од страна на СДСМ. Луѓе, погледнавме што доживеавме неделава од еден нивни член. Имам прекрасни пријатели во Бугарија и ден се дружаме и така натаму, може и завтра ќе идам пак во Бугарија. Народот нема проблем. И ние може да се разбериме и нема што се расправаме ние за некои истории што биле во минатото се случило по некој ред причини. Така ли? Или заедно што кажувате си дали Александар што се убил во Марсел бил добро или лош Македонија, тоа да оставиме на историчарите. Нема што народот да има говор на омраза за овие работи, за историја, да има говор на омраза према други бугари. И ова што кажува Атанас, апсолутно се согласувам дека булгарскиот идентитет во Македонија мора да се либерализира и да се даде на луѓето слободно се заснуваат без дискриминација и така да функционираме. А за Гоце Делчев исто е, за мене Гоце Делчев каде се тој мит станал Гоце Делчев, значи кога спустиме тоа на објективно научно ниво, за мене за македонски идентитет многу позаслужени се Карстеми Сирков, Димитрија Чуповски, дека некој што е Гоце Делчев, кој што ништо не напишал у животот, ни една битка не извојувал никаде, така ли? А каде се мит направил Гоце Делчев? Зашто? Така ли? Ама тоа е друга работа, тоа е колективна меморија, не може да се меша колективна меморија. Се направите проблем сега. Ама не, јас сум научник, нема што проблем, треба аргументи и докази. Која книга Гоце Делчев ја напишал? Што напишал човекот? Која битка Гоце Делчев ја војувал некаде? Што војувал, каде? Така ли? Кој не знае да го представиме? Ова е доктор Рубин Земон, поранешен пратеник на СДСМ во македонското, не во бугарското собрание, да не има забуни. Сега е член на извршниот одбор, не на партијата на Румен Радев, туку е дел од тимот што си го постави Филипче, значи дел од највисокото раководство на СДСМ. И сега за него, за високиот функционер од македонска опозицијска партија, Гоце Делчев да ти бил само мит. Ништо не напишал во животот и не извојувал ни една битка.
Боже, прости ми, навистина не знаат овие што прават. Па дали се нормални? Па дури и бугарите имаат поблак став за Гоце Делчев. Тие барем ја признаваат неговата големина, ама ете викаат дека била бугарска. Овој оди понатаму па вели кој е па тој Гоце. Навистина неверојатно. И нешто не видов откако се појави ова видео, ете да излезе Филипче кој секој ден држи пресконференции и да се огради од господинов или нешто слично. Или еве во негов стил, како што ги избрка Деспотовски, Шилегов и другите заради вербален деликт против него, тоа да го стори со Земон. Значи, ако кажете лош збор за Филипче, летате од партија. Ако бришете под со револуционер, каков што е Гоце Делчев, тогаш тоа било само несреќна околност. Му се лизнало. Така што молков на Филипче за овој случај за мене е погласен од било што. Толку од националните чувства на СДСМ. Но не се да се вратиме на анализата. Значи во политика нормално е опозиција да критикува. Тоа е нејзино легитимно право. Но во чувствителен процес, како евроинтеграцијата, начинот на кој се формулира критиката е исто толку важен колку и самата критика. Ако таа критика е подрива преговарачката позиција на државата, тогаш таа престанува да биде обична алатка за меѓупартиско препукување и станува надворешен на аргумент, оружје на непријателите против државата, или народски кажано, предавство. Зошто? Па јасно е дека Бугарија нема да ја гради својата политика според изјавите на Филипче и еве разни земонци. Но веруете, силно ќе ги користи ваквите, ќе кажам, предавнички ставови и слабости. Посебно кога некој сам ги сервира на маса. Тврдата антимакедонска позиција на Софија ни е одамна позната, таа не плаши. Не плаши навиката вакви фигуретинки од Скопје упорно да ја подкупуваат државната позиција на секаде, и тоа тука однатре. Така правеа во 90-тите кога се боревме за независност. Така правеа во 2001 година за време на конфликтот, така прават и сега. Зарем не сваќаат дека државата што сама си ја релативизира позицијата однатре, не може да очекува некој однадвор да ја третира сериозно. Мора да имаме барем минимален консензус за националниот интерес. И тој да не се потпира на ваквите партиски или во случајот на личните интереси на така наречениот ослободител Филипче, туку на интересот на народот и државата. Не може да очекуваме ние како држава да се избориме со овие непријатели кои не признаваат, а дома да имаме политичари кои за да си ја спасат сопствената кожа и украдените милиони евра спремни се на се да стават цена. Не разбираат дека во вакви услови одговорна политика не се параноични пресконференции, кодошења преку писма, постранство и уривање на државните позиции. Тука морам да ја завршам и оваа епизода на седмица, затоа што ако продолжам ќе направам белја. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред се гледаме за една недела, во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.